Мојата кандидатура, знаете дека е поддржана од 31 политичка партија, од 32.000 граѓански потписи и од над 60 пратенички потписи. Меѓутоа, посебна вредност на оваа кандидатура, не на мене, туку на таа поддршка што ја добивам, е што имам поддршка буквално од сите етнички заедници кои живеат во нашата земја. Концептот едно општество за сите, кој започнавме да го развиваме во 2016, мислам дека ќе добие дефинитивна потврда ова 2019 со тоа што сите ние, сосема небитно вера, вероисповест, нација, политичка припадност, ќе кажеме само оваква Македонија е возможна ако сакаме да биде успешна. Има една добра вест, одејќи наваму ги чувме, претпоставам и ги видовте и вие тие вести, многу сме блиску до мнозинство кое ќе овозможи понатамошен живот на специјалното јавно обвинителство, кој ќе продолжи да ги гони криминалците од тоа време, бидејќи само мал дел од тие криминали се истражени и кој се разбира, ќе направи се како официјален државен орган во рамки на регуларното обвинителство, тие пари да ги врати назад, бидејќи тие се наши заеднички пари и не треба тие да ги држат кај себе. За жал, слушнавме и поинакви вести, кои велат дека во кабинетот на председателот, овој што се уште е таму, почнале да пристигнуваат и серија барања за амнестија за познатиот крвав 27 април. Почитувани граѓани, сакам пред вас јавно да ви кажам, во мојот мандат нема теоретска шанса да амнестирам криминалци кои сакаат да убиваат други луѓе, граѓани на оваа земја. Значи, тој човек 8 години беше нем као риба за сите зулуми што ги правеше таа власт, а последните 2 години направи се, ама буквално се, да го закочи прогресот на државата. Што год да направи до крајот на својот мандат, да знаете, се тоа ќе биде поправено во првите недела дена од мојот мандат и ќе му биде вратено на народот она што му припаѓа.